Сега ја очекуваме колешката Ирена Пепелјубовска-Цветановски да ја видите и вие на ТВ екраните со оглед на тоа дека ќе продолжиме токму со неа и со следната содржина која што таа ќе ни ја најави. Нови уписи за сликање во Палета Арт Академија. Од мене толку, Ирена, но секако дека ќе ти кажам добро утро, како тебе, така и на нашата гостинка. Повелете. Добро утро, Слободанка, до тебе. Добро утро и секако до нашите гледачи. Убава кажа дека ова утро ве поздравуваме во живо од просториите на Палета Арт Академија. Наша и ваша гостинка утрово е Нина Богуновиќ-Петреска, која што е дипломирана сликарка и воедно собственик на Палета Арт Академија. Сакам на почеток да им го честитам на сите основци и средношколци стартот на второто полугодие и секако зборуваме за уписи, за нешто што може да си учат во текот на второто полугодие, може да учат и досега, бидејќи за дечињата курсевите за сликање се веќе започнати од 15 јануари, може убаво и креативно да си го исполнат својот зимски одмор, оние кои што остана овде во Скопје, а секако за возрастните курсевите за сликање и за цртање се веќе во тек и од почетокот на месец февруар започнуваат. Нина, добро утро. Благодарам што еве вака рано наутро ги отвори просториите на твоето студио, Палета Арт Академија, поточно која што работи и со деца и со возрастни. За почеток накусо како започна сето ова, како се создаде Палета Арт Академијата? Палета Арт Академија е еден сон кој што сум го имала подолго време, меѓутоа до моментот на објавување беше така малку поимпулсивно, од кога решив дека треба да работам она кое што најдобро знам да го работам, а тоа е работа со деца и возрастни. Највеќе вниманието го обрнавме на децата кои што се запишаа во академијата и почнаа да работат на оној начин на кој што секој знае самостојно да се изразува, се разбира нормално под менторство. Почна импулсивно, меѓутоа начинот на кој што продолжува да работи Палета Арт Академија, од ден на ден доживуваме многу повеќе успеси со дечињата и возрастните. Така, значи ова академија и за дечиња и за возрастни, кажав на старт дека од 15 јануар се почнати зимските курсеви, да кажеме, за дечињата за сликање, од која возраст, како кој може да се и дали може се уште да се запише некој детенце доколку има желба? Најмалата возраст од која што може да се запише се 5 годинки до средношколци, значи оние кои што сакаат да се спремаат за приемен испит, и уште една посебна група, тоа е за возрастни кои што нема граница. Имаме доста заинтересирани луѓе кои што се пензионери, па сакаат да се запишат и веќе ги оформуваме новите групи за возрастни и пензионери. Така. Сега имате групи за деца, посебно, предпоставам посебни термини, групи за пензионери. Односно за возрастни, рековме, нели, нема возрастна граница, ама има интерес од пензионерите, бидејќи можеби имаат најмногу слободно време и нешто што не можеле можеби порано во младоста да си го остварат, еве сега има доволно време да сликаат и да се остварат во уметноста. Курсевите за возрастни до кога траат и каде и како може да се запишат сите заинтересирани? Курсевите започнуваат во принцип во септември, траат до јуни. Сега во вториот семестар се оформува уште една нова група поради големиот интерес за возрастни. Трае до јуни месец, кога правиме завршна изложба за сите старосни групи кои што доаѓаат и посетуваат курсеви во Палета Арт Академија. Материјалите си ги носат сами или сето тоа е од ваша страна обезбедено? И што станува потоа со делата, со она што е создадено? Што по изложбата? Дали си ги зема дома или можеби некој кој е заинтересиран да ги купи тие дела создадени? Значи вака, до изложбата делата остануваат тука, каде што ги изложуваме во јуни месец, после јуни месец доделување на дипломи на сите кои што посетувале и ги враќаме делата на учениците кои што посетуваат часови. Значи си остануваат во нивна собственост. Остануваат во нивна собственост, се разбира. Секој дете, секој возрастен има гордост према она што го создал. Се случува дечињата и да побараат да го однесат делото дома, па да го вратат на следниот час, бидејќи сакаат да се пофалат со својот напредок, така да и тоа го дозволуваме, меѓутоа до јуни месец на крај ги чуваме делата тука, после тоа ги зимаат. Нина, кои се придобивките од сликањето, од цртањето и какво е чувството кога дечињата, возрастните, било кои што ги посетува вашите курсеви, кога со своите две раце
или 10 прсти ќе создадат некое преубаво дело? Кои се придобивките од сликањето? Најпрво би го издвоила терапевското дејство, значи дечињата кои што и возрастните без исклучок, значи најмногу сакаат да работат нешто кое што ќе ги исполнува. Сликањето и цртањето е дефинитивно една од тие алатки кои што дава придобивки да се смири психата. Имав баш разговор пред некој ден со пријателка, првата работилница кога организиравме тука, ми спомна, јас бев несигурна зошто би дошла кога не знам воопшто да цртам. Меѓутоа, кога излегов од работилницата, бев толку исполнета, толку смирена и го донесов дома платното. Можеби не направив за прв пат, фаќам четка, не направив ништо посебно, меѓутоа, резултатот и придобивките на она чувство кое што го имав дома на смиреност, вика, непроценливо. Така да, истото важи и за сите други. Да, и заборавив да ви одговорам на прашањето, материјалите да ги обезбедуваме тука во Палета Арт Академија, заради квалитетот, да имаат еднакви материјали сите дечиња, па и возрастните, и да немаат родителите или возрастните проблем да ги бараат тие материјали, бидејќи не сите се секогаш достапни со тој квалитет тука. Нина, се попопуларна е она арт терапија, како што споменавте дека сликањето, уметноста има и терапевско дејство, и тоа е така, тоа е точно. Не мора на овие курсеви да доаѓаат лица кои што знаат да сликаат, може и почетници. Многу е важно само да се има желба, да се научи нешто ново, нели, и со труд се постигнува. Сега би сакала овие неколку минути до крај на разговорот да ги искористам да прашам нешто за тебе, бидејќи си сепак дипломиран сликар. Која е твојата уметност? Што е она што сликаш? Кои се темите и што е пораката што ја праќаш на твојата публика преку твоите дела? Најголем дел од времето го трошам нели на работа секој пат кога имам слободно време. Учество на групни изложби, во моментов спремам самостојна изложба. Медиумот со кој што работам е масло на платно, темите се мајчинството и мајките. Ги прикажувам во различни сфери во животот, во различни социјални и психолошки состојби, бидејќи сметам дека една тема која што треба да се даде чест, треба да се зборува гласно за мајчинството, бидејќи е неизоставен дел од нашето општество и начинот на кој што една жена се соочува со сите предизвици во животот го пресликувам преку фигурација на платно. Што и пораката која што ја испрекаш да мајките. Пред крај на разговорот, сосема уште едно кусо прашање, тоа е како изгледа еден час, колку е време трењето и не ми одговори каде и како може сите заинтересирани да се пријават за овие курсеви во Палета Арт Академија. Значи, еден час е час и половина за возрастните и еднаш неделно, да има континуитет на работата, бидејќи техниките кои што ги работат се други. За дечињата е 2 пати неделно по 60 минути час. Еден час се зависи од темата, значи се соочуваме и со дечиња кои што имаат во моментот предизвик да надминат некоја задача, меѓутоа часовите се секогаш креативни, секогаш со различен медиум, исто и за возрастните, а за оние кои што сакаат да се запишат, може да не контактираат преку социјалните медиуми на Facebook и Instagram. Палета Арт Академи е напишано со латинични букви, може слободно да се обрата, да прашаат за повеќе детали или пак да се јават телефонски. И групите се составени од колку члена? За колку најмногу е бројката? Најмногу е 12 возрастни или деца во група за да има квалитетна настава. Се повеќе од тоа немаме опција да им обрнеме доволно внимание на децата, така да контролирана група до 12 учесници. Работиш сама, така? Да. Нина, многу ти благодарам за ова линковско вклучување. Утрински, еве, убав муабет си направивме, кажавме дека сепак уметноста е што секој од нас си ја носи во себе, ама важно е како ја изразува, на кој начин ја изразува и сепак треба да имаме ментор, некој да го поттикне она што лежи, верувам, во секој од нас. Ти посакувам многу успех и верувам дека ќе имаме можност да снимиме можеби некогаш и прилог заедно да видиме како изгледа на лице место еден час. Ви благодарам многу. Студио, ние се одјавуваме од овде, од Карпош 4, од Палета Арт Академија. Ако имате некоја дополнително прашање, Слободанка? Во моментов не, со оглед на тоа дека убаво ве слушав и опфативте се што треба да се дознае токму за оваа академија. Многу благодарам, ви посакувам да си имате убав ден, Ирена.